4 децении на штиците што живот значат, во драмскиот театар и уште на сцените на сите театри во Македонија. Потоа безброј ликови во ТВ драми, радиодрами, стотина режии и играњето во најдолговечните представи кај нас. Волва Вулво, Рибарски караници и Солунски патрди. Тука се и улогите во антологиските филмови Среќна нова 49-та, Време без војна, Црно семе, Планина на гневот, Истра. Долговечноста во театарот значи и долговечност на безброј приказни, лични и туѓи, безброј анекдоти, тешки муабети, но и длабоки размисли за актерот и за неговиот живот, театарот. Со Мита Грозданов, актерот кој официјално е во пензија, но неофицијално е неуморен во работата и во реализацијата на идеите, со него разговараме за театарот и за се во него и околу него. Господине Грозданов, кога вака се сретнуваме по официјалното пензионирање и е убав повод да се направат некакви резимирања. Може би најпрвин треба да почнеме од она. Зошто актер? Па тоа како ќе прашате зошто да се честита Нова година, да се честита Божик, да се честита Стара Нова година, Водици, Свети Јован, Свети Андон и Свети Атанас. Тоа е исто кој ќе го прашат. Мислам, зошто тоа треба да ги прашаме тие кривците кои ме воспоставиле на тој дел, кои ме туркале кон тоа. Затоа што не постои неталентиран човек. Но, треба да го пронајдеш зашто му е талентот. Полно луѓе сакат ја да им ги спремам децата. Нели? Но јас прво грешев, ќе ги земам сам и ги кажам ти не зово, нека најдат родителите кај ти е талентот. И едни ме замразија родители, болни, амбициозни, деца да им бидат актери. И по една година едното доаѓа 10 каш на право, другото на машинство, 10 каш, фала че комите ни го спаси живот. Значи не постои, а родителите по 3 години просто. И од тогаш ги викам родителите кои сака него спрема. Кажам, ако констатирам дека е талентиран, тогаш кажам кој му се маките ни животот, и ако пак сака, тогаш го спремам. Сакам да кажам. Така и со мене работели, да кажеме, од тој што ме пронашол као талент, е Александар Думов, еден голем глумец, Стојан Гогов, Чедо Христо, Бранко Ставорев и на крај ме спремаш за факултет Ристо Шишков. Така што, но најголем кривец за тоа е Роберт Ансаров, професор по математика, и Ѓорги Митев, професор по македонски јазик. Тие дојде еден ден, вика ти дојдете, што е работата? Ќе правиме драмска секција во гимназија Јана Самански Трумец. Викам, професоре, како ние не знаеме, дали знаеме да глумиме. Имаме глумци кои играат у театар, Борис Дановиќ, Матерничаров. Тебе не те питав кој, мене ми треба одличен ученик. Има кој да каже кој е талент. Значи, така се случи. Зошто актер? На некој начин малку подолго објаснив, затоа што на кратко не можам. Чедо, зошто? Било пишено од Бога. И тие луѓе ме туркали, ја бев одличник, можев да завршам што сакам, ама тој запна, бидејќи Думев потврдил дека сум талент, а он гледах што правам. Се по едно 20 години срекаваме во драмски театар, доаѓа со жена му. Тој Роберт Ансаров пишува и книги, секој Америка со жена, физика предаваше. И вика, сега сум горд што сум те натерал да одиш во актери. И викаме, добро бе, зошто ми ви се какви маки имам овде? Сега да ти кажам зошто. И да го има напишено у книга. Вели, јас сакам многу да одам на книжевност. А татко ми рече, ќе заврши математика, па ако сакаш, читај си книги. А тој вели, не. Треба да одиш на она што го сакаш и зашто имаш талент, а математика ќе научиш живот да се израчунаш, да не си ги платиш сметките, да не те заколят и така. На некој начин, ако е тоа доволно, мислам да дадов прав одговор. Што е што ве држаше 40 години и повеќе од 40 години, 4 децении на сцена? Ги споменавте маките, велите имав маки, така и им ги продочувате маките на оние што чекорат по вашиот пат. Од една страна се маките, од друга страна е аплаузот. Па така е, че до тоа останува. На времето во некој однос, иако беше социјализмот, имаме подобар постулат и голем почит од државата. И на некој начин имавме пари. И ентузијазмот беше неприкосновен. Оти без ентузијазам не можеш нашата работа да работиш. Маките кои ќе те сопнат,
И ние се зафркаваме, нели, тежок е патот доскар, нели. Да ги издржиш тие маки, треба да веруваш во нешто, во идеја да веруваш. Јас сум патувал континуирано, сум као професионалец од 67 година. Во драмски, сум гостувал и во други театри, како во нивни представи, како актер. Не само со представи од драмски театри. Ама аматер сум континуирано од 58 година. Така да, маките се пропратни со убавините и со аплаузот. На крајот на краиштата живееме за тој аплауз, така, затоа што сме подруги луѓе од обичниот човек на некој начин. Умееме да го кажеме она што, например, човек кој приватно ќе го каже, не уме да го каже на сцена. Во одговорите ме потикнавте да ви поставам едно прашање, тоа некако би било времето ваше и времето нивно. Времето кога вие почнувавте и времето сега кога работат вашите помлади колеги. Бидејќи, ете, спомнавте педагогијата, во постојан контакт сте со многу ваши помлади колеги, без разлика дали се тие во професионалната или аматерската сцена. Има ли паралела, има ли сличности? Паралела и сличности ќе има само ако се здружат старци и млади заедно да играт. Не играт ли заедно? Идни на театар до Македонија нема. Зошто? Ние кога доаѓаме како млади, собравме 4 академии, 4 факултета, Загребачка, Белградска, Букурешка, Софијска, на крајот се појави и нашата. И стариве примаа постојано млади, но и не гуваа, и игравме заедно, ние учевме од нив, ги почитувавме, а ти ми дава се што умеа и знаеа, и како искуство, и како педагогија, и како пракса, и како теорија и така натаму. И затоа на тој начин станавме и еден од првите театри во Југославија. А сега наеднаш дојдоа млади генерации и направија рез. Ние еден од прваците на игра, уметност од нив почнува и прво пари ги интересира, после се друго и затоа нема ни публика. Не може на рез, не е почнат театрот од нив. Театрот се почнат од почетокот на светот. Мило, само во заедничка соработка и во љубов едни со други има успех. Иначе нема иднина. Не може само старци да играт и не може само млади да играт. Јас гледав една представа на Гротовски во Париз. Гостуваа тогаш, месец дена. Најмладиот глумец беше 70 години. Умирав од страв, кој ги гледав, зар јас сум глумец, а млад 35 години бев. Арно, ама, тие старци имат цела плејада млади зад нив, кои во другиот спектакл играт заедно. Во животот нема само млади и стари. Има заедно. Има и бебиња, има и дечиња, има и младинци, има средни генерации, има зрели генерации, има старци. Значи, го негираш животот, со што? Каде сме најглупи? Кога се правиме попаметни од народната мудрост. Тогаш сме најглупи. Наместо да се суземеме и полека, учејќи од неја, да и се приближуваме. Зашто ако брзаш полека, ќе можеш да си видиш младоста како да живее во старост. Ако брзо брзаш, слепи ќе родиш и знаеш како ќе блеснеш, така ќе изгасиш, не? Секоја ноќ на стража се појавувал Маки со камшик и се едно исто те прашувал. Како се викаш? Од каде си? Мавал и прашувал. Ако си на стража и ако дојде, ќе издржиш. Ќе издржиш пред мајарот, а пред Маки? И се тоа заради еден мочан потпис. Кој те запира да потпишеш? Нели беше кај мајарот? Зошто прашуваш кога знаеш? Се врати исправен од таму како никој до сега. Така некако течат размислите на Мите Грозданов, актерот, кој по повод 40 години од неговата актерска дејност се обидува да ги сумира нештата што ги оставил зад себе и оние кои сака да ги реализира.
За подлабоките или посуштинските прашања, мислам дека сме на вистинското место. Нели, она што вие актерите го нарекувате штиците што живот значат. 4 децении рековме токму на овие штици, за тие 4 децении повеќе од 40 главни улоги. Имате ли некоја улога, некој лик што посебно ви тежи? Да се издвои улога, тоа исто колку ќе се пресечеш прст кој повеќе да боли, нели? Или мајка кој дете го сака повеќе. Можем да кажам повеќе улоги ми се мили, например, нели? Некому од гледачите му е, да кажеме, најмила партитура за еден Мирон, нели? Мирон што сум го играл. На некого му е помила Лос 2 пистола, Дон Карлос Уменитес и Станго, на некому е фотонато Папалото, или од Рибарски караници, така натаму на некој Чехов, бидејќи јас сум играно 5 историски личности на кои автентично личам. На Чехов автентично личам, на Коче Поповиќ, на Никола Карев, на Бертолд Брехт и на Хитлер. Се, кој да ги извојам од тие, така? Значи, но можам, ако нешто ви помогне за тоа да придојдам поблиску до која улога ми е најмила, можам да ви кажам што, например, во младоста сум испуштил, не сум одиграл, а што ми е желба да одиграм. Разбира, така некаде ќе видам најбр. Значи, се уште ми е блага мака во душата, што не сум успел да го играм Ричард III од Шекспир, нели? Како што сега ми е желба да го одиграм Крал Лир и Алберт Ајнштајн. И на крај, бидејќи се со светско не може да царуваш ти. Нема шанси. Со своето може да биш најголем во светот. Чорбаш и Теодос. Разбираш? Тоа е една капитална улога која важи за сите времења. Или е човек намкјор, или не е намкјор. Рековте дека представите се жив организам, а се чини дека вие на овие сцени, на оваа сцена, сте дел од најтрајните организми во овој театар. Тоа значи најиграните представи како Солунски патрди, како Рибарски караници, како Болва Вулво. Тоа се антологиски, веќе легендарни представи, со кои растат генерации. Така е, че прекрасно. Прашањето на некој начин и само одговори. А јас со неколку мои колеги имав таа среќа или радост, повеќе среќа и радост не е мака, да игра над 10 години, над 20 години, над 30 години. Една представа, разбирате. Мислам да не се повреде Шацо Јовановски, уште ќе играше. Така, Чоре да не е симнеше од репертуар Рибарски раници, уште ќе играше, нели? Солунски патрди чекаме амбасадорка да си дојде од Италија, па да продолжи да игра. Сакам да кажам. Тоа се прекрасни нешта да трае представа долго. И тој принцип го имам ја и во мојот театар Македонија. Представа не можела да трае помалку од сем вис мајор, помалку од 100 представи. Тоа сигурно едно 10 години иде. Као што ни една моја монодрама не играла под 200 представи. Знаеш, тоа не е шега. Растете ли вие како актери или заедно како актери во тие години? Ги гледате ли паралелите, гледате ли што било на почетокот, а што е сега во процесот на траење? Рековте 10 и над 10 години. Чедо бидејќи жив организам, нели рековме? И зато ни една представа у театар не може да биде иста. Колку год да се трудиш, колку год да не импровизираш, колку да сакаш, точно да го направиш тоа што си го направил претходно, не може. Хабитусот пулсира другаче и представата е автоматски подруга. А со тек на време, растењето, мислам, прекрасно постулат постави, прекрасен постулат. Растењето се огледа у тоа што зрелееш. Те зрелее и публиката расте со тебе. Актер кој не игра за мали деца не може да биде голем глумец. Зошто? Затоа што то дете кој ќе те гледа сега, оно расте со, ти си му стануваш јунак, и оно заради тебе ќе дојде во театар. А ако не те знае детето, ќе се помисли дали да дојде да те гледа или не. Ама како расте, си негов љубимец. И он ти верува. А ти ако ти верува, не смеш да го изневериш. Така да, колку публиката учи од нас
она што сакаме да ја го кажеме, така ние од нив учиме